Добро вечер, Тетово, добро вечер, Тетовчани. Добро вечер до ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Поздрав голем до Општинскиот комитет во Тетово. Исто така и до местните комитети во Колтук, Два Бреста, Певчина, Тетовчанка, Ченто, Мала Станица, Центар, Кирил и Методи, Блок 70, Поток, Фалише, Сарачино, до навивачката група Војводи, до нашите браќа и сестри од Теарце, Јегуновце, Брвеница, до нашите коалициони партнери од Коалицијата за подобра Македонија и до целата 6-та изборна единица. Сакам да ве поздравам и да ви порачам дека ќе имаме 20 дена кои веќе сме ги виделе, бидејќи избори ни се случувале и порано. И она што е специфично за овие изборни периоди е дека се појавуваат една група на луѓе кои многу лесно даваат ветувања, се појавуваат со некаква цел да залажат некого, да истресат од ракав некаков проект и да заминат. Јас сакам да ви кажам, а вие тоа најдобро го знаете, дека има разлика. Има разлика помеѓу таквите луѓе и има разлика со овој тим, предводен од премиерот Никола Груевски, кој работи, кој изработува сериозни проекти, секој збор го мери, секој збор пред да го стави на хартија, секој проект добро го измерува, добро го анализира, тешко дава ветувања, но кога ќе даде ветување, тоа го испорачува. Да, точно. Гладна одлука на тој тим е дека ги испорачува тие работи кои ги ветува. И во тој контекст вие имате и видено дека тука е реконструиран, например, патниот правец Тетово и Јажинце во должина од 16,5 километри, па не мора нашите пријатели од Теарце, Непроштено, Лешок, Вратница, сите други населени места да ги кршат автомобилите кога одат по тој правец. Исто така знаете дека се поставени 1600 рефлектирачки ознаки на оградата и 800 рефлектирачки столбови на автопатот Тетово-Гостивар. Знаете дека е изградено игралиште за фудбал, знаете дека се реализирани бројни проекти тука. Знаете исто така дека имаме еден многу значаен проект, а тоа е технолошко развојната индустријска зона тука во Тетово. И таа е поврзана со главните работи за кои работи овој тим, а тоа е економската програма. Економската програма е исто така она што не прави различни. Ќе ви кажам зошто не прави различни. Ние не нафрламе проекти, туку така. Во оваа програма имаме конкретни чекори како да отвориме нови 64.000 работни места во Македонија. Како да ја намалиме стапката на невработеност во следните 4 години од 28 на 22%. Тоа ни е главната цел, бидејќи знаеме дека тоа е главното прашање за сите граѓани на Република Македонија. И ние тука се грижиме за сите. За сите граѓани на Република Македонија. И тоа не прави различни од оние кои си имаат само една целна група и ништо друго не ги занимава. Тоа сакаме да го направиме и за тоа ќе се зафатиме. Исто онака како што се зафативме со земјоделието. Вие многу добро знаете дека имаше времења кога за земјоделието или поддршката за земјоделците беше мислена именка. А тука добро знаат оние сите од руралните средини дека оваа влада ги подигна субвенциите на досега невидено ниво. А во следниот 4 годишен мандат планираме по 150 милиони евра годишно субвенции за земјоделскиот сектор. Да, тоа е различно од некои други времења кога не беше тоа така.
Исто така многу значајно ни е да се фокусираме на инфраструктурата. Ќе бидеме ангажирани на изградба на повеќе од 130 километри автопатски делници. Тука, за овој регион, за 6-та изборна единица е многу значајно што веќе отпочнуваме со изградба на уште еден крак од коридорот 8, од Кичево до Охрид, и на тој начин ќе направиме подобра пристапност за цела Западна Македонија со главните коридори, и тоа ќе ни биде еден од аргументите како најлесно ќе привлечеме инвестиции во овој дел од Македонија. Тоа е она што не прави различни. Различни сме исто така и во пристапот кој го имаме во однос на работите кои се најзначајни за Македонија. Националните интереси и она како ја представуваме и застапуваме Македонија. И тука морам да ви кажам дека председателот Иванов е навистина различен од оние кои мислат дека нудат некаква поинаква опција. Затоа ве повикувам сите заедно на 13 април и на 27 април да дадеме најсилна поддршка за Ѓорѓе Иванов за председател на Република Македонија и за ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за добивање на апсолутно мнозинство во парламентот на Република Македонија. Тоа е она што ќе ни овозможи да ги реализираме сите цели и сите точки од оваа програма. За разлика од оние кои се грижат само за една целна група, односно не се грижат за некоја, ние се грижиме за сите. Конкретен пример е тоа дека онаа програма со која излегуваме пред вас и ја бараме довербата за периодот 2014-2018 има мерки за секој од вас. Има мерки кои ќе го подобрат животот на млади, на стари. Ќе го подобрат животот на македонци, на турци, на албанци, на роми, на срби, на сите кои живееме во Република Македонија. На муслимани, на христијани, на сите оние кои сме тука и сите заедно сакаме да имаме просперитетна и успешна Република Македонија. Сакам да ви кажам дека се грижиме за сите, за секого има мерка, а тоа не се само фрази и нафрлани идеи, како некои тоа што сакаат да го направат, туку конкретни мерки. Конкретна мерка е, например, тоа што сакаме за 5% поени секоја година да ја зголемуваме пензијата, конкретно за сите пензионери во Република Македонија, додека некои други заговараа дека требало да се намалат пензиите и да се намали социјалната помош. Многу разлики има, вие многу добро знаете да ги препознаете и затоа одиме кон уште една двојна победа. Повторно да го избереме Ѓорѓе Иванов за председател на Република Македонија и да обезбедиме јасно, недвосмислено мнозинство во собранието на Република Македонија за ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Да живее ВМРО ДПМН! Да живее Коалицијата за подобра Македонија! Да живее Тетово и тетовчани! Да живее Македонија!